Во одложениот надпревар поради учеството на завршниот турнир од СХ лигата, Вардар ја забележа првата победа во плејофот од ракометната Суперлига на гостувањето во Битола кај Еврофарм работник со 24-19. На ова гостување тренерот Раул Гонзалес не можеше да смета на Штербик, Дибиров, Рожерио, Шишкарев и Борозан, но ниту тоа не беше проблем во големата ротација да се освојат 3 бодови по поразот во првото коло од Металургова автокоманда. Многу тешко, зашто сега ние имаме притисок, зашто не можеме да губиме. Играа многу добар на превар, прво време беше тешко, зашто нашата одбрана не беше толку добра како ја сакам, ама второ време беше подобро. Имаме 4-5 разлика и до крај имаме победа. Треба да одиме малку по малку, што треба да играме 3 на превар и ова недела, треба да победиме и не треба да агресиме, зашто Металур има сега пред нос и треба, ако сакаме да успеаме, треба да победиме сите на превари. Домакинот играше во егал само до 4-4, кога црвено-црните за прв пат направија серија од 0-3 и имаа позитива од 4-7, додека на полувреме предност изнесуваше 12-14 за гостите. Вардар во вториот дел не сакаше да остави ништо на случајноста, па тргна фуриозно, доаѓајќи и до предност од 8 голови, за до крајот да се опуштат за конечни 19-24. Мислам дека ја задоволувавме оваа битолска публика, дека беа на моите играчи на едно ниво. Нормално дека тука малку ја скрадени сме во ротација со двајцата репрезентативци што се Јегориновски и Дарио Петровски. Мислам дека за прв пат така е. Јас очекував некој поголем резултат, но мислам дека се борија момците, мој конкретно кажувам, и дојде до овој пораз. Иако не треба нели на пораз да се радуваш, но мислам дека е мотивирачки за она што ни престои, тоа е најбитниот надпревар, тоа е наредната серија со Пелистер. Најефикасен во редовите на Вардар беше Чупич со 7 погодоци, додека во домашниот табор најрасположен за игра беше Мајнов со 6 гола.